Добро вечер во емисијата 360 степени налсад. Еве ја најавата за содржините вечерва. 5 months after April 27th and there is no progress in enlightening the violent events. 2.5 years have passed since wiretap scandal was made public and there is no verdict for any of the cases that came out from this illegal interception of communication. So we call on all actors, political parties, political leaders, government leaders, members of parliament, to do all they can to ensure that justice is done, the rule of law is observed, that the special prosecutor is given the support necessary to do its job. I agree it's important that this be done in a timely manner, that it not drag on for a long time. Интервју со шефот за Балканот во американскиот State Department Хојт Ји. Македонија одамна го решила депонирањето на отпадот, но само на хартија. Не сме свесни што предизвикуваме на околината, кои последици ќе ги имаме во иднина. Во повеќето општини се уште не е ниту започнато, а во некои општини се на самиот почеток од реализирањето на националната стратегија за отпад. Ние доцнеме многу, значи нашите депонии, некои од депониите кои што се уште се користат се од 1955 година. Граѓаните побара ова да се стави како приоритет кај новите градоначалници, но и кај централната власт. Дали конечно ќе направиме провер или натаму ќе мириса на нефункционален систем за управување со отпад. Иако сум од Струмица, ја поминав младост овде во Дојра, по плажите во Ачико, на Мардаја, на градската плажа, овде прв пат девојка пати. Саботажа. По кратката пауза ќе слушнете и како поминала на консултациите во Брисел работната група која ја подготвува стратегијата за реформи во судството. Останете налсад. Гледате 360 степени. Европската комисија активно се вклучува во дизајнирањето на правосудните реформи во Македонија. Од работната група што ја состави нацрт стратегијата за реформи по неколкудневниот престој во Брисел велат дека она што го слушнале од европските експерти не може да се нарече критика, туку дека целта била консултации за да се стигне до што подобри предлог решенија. Сепак се уште нема одговор за клучни точки од реформите. Например, како ќе се воведе одговорност за членовите на Судскиот совет, тело кое има огромни ингеренции за избор и разрешување судии, а не полага одговорност пред никого за она што го работи. Александар Димитриевски бараше одговори на прашањето дали трагањето по квалитет ќе го пролонгира статус квото во судството во период кога многу важни случаи влегуваат во процес на судење. Работната група за реформи во правосудството се врати од Брисел. Владата веќе е информирана што мислат европските експерти за нацрт стратегијата која треба да го трасира патот, што и како ќе се менува во секторот правда. Средбата на европските експерти со македонските колеги од Европската комисија го нарекуваат технички состанок. Технички е и одговорот на прашањата од 360 степени до Европската комисија, што е разговарано во Брисел и кои се забелешките. Темите на разговор ги вклучуваат препораките во неодамнешниот и претходниот извештај на групата експерти од областа на владењето на правото, итните реформски приоритети од 2015 година, како и првичните реакции на тековната работа на новата стратегија за реформи во правосудството. Но ако се погледне содржината на документите кои според Европската комисија биле предмет на разговор, најмалку на едно место има разлики. Нацрт стратегијата на домашните експерти предвидува интервентно регрутирање судии и обвинители од редот на искусните правници, а не само од Академијата за судии и јавни обвинители. Во последниот извештај на групата на Рајнхард Прибе се препорачува спротивното, дека Академијата мора да остане единствен извор на кадри за да не се повторат злоупотребите од минатото. Од работната група која беше во Брисел велат дека не добиле критики или забелешки ниту за ова, ниту за друго прашање. Консултации е терминот кој го употребува председателката на групата Ана Павловска-Данева. Сепак по консултациите во Брисел и со други фактори вели дека е можно да не се случи адхок прием на судии надвор од Академијата, како што е првично предвидено во нацрт стратегијата.
Ниту ние бевме ригорозни или ригидни во поглед на нашите ставови, ниту пак тие ни наметнаа некаков став дека тоа мора да се смени и да ни дадат насока вака ќе го смените или ќе се вратите назад. Постојат разни варијанти, постои можност и за задолжително одење на обука во академијата, таа така наречена почетна обука, која би можела најверојатно пократко да трае за искусните правници. Можност е да се вратиме скроз на она решение постоечко, да мора да се помине целокупната обука. Можност е на крајот на крајшта сепак и за одреден исклучок да важи за одредена група, категорија на луѓе да важи и исклучокот. Во Брисел имало консултации за нотираните слабости кај судскиот совет. Македонските и европските експерти се согласиле дека освен кривично, членовите на судскиот совет не одговараат за својата работа. Па сега ќе се бара соодветен начин советот да добие некаква контрола. Можно е истите оние кои што ги именувале или избрале, тие да бараат и нивно повикување. Можно е да се формира, не знам, некакво собрание на суди, кое што ќе се свика и тие ќе инициираат од повикување на нивни член. Може да даде иницијатива, да речеме, секој судија во апелационото подрачје од кое што е избран членот на судскиот совет. Па тоа апелационо подрачје да си го отповика. Членот може таа надлежност да му се даде на собранието како на највисок државен орган, како на представнички орган, представник на граѓаните. Постојат повеќе можности, но една од нив кога веќе ќе се издискутира, да треба се отворат јавни расправи на темава, да се слушнат сите мислења и конечно да се стават такви услови, такви основи во законот. Ваквите предлог механизми за судскиот совет се чекор назад од почетните размислувања. Основа за разрешување на целиот судски совет да биде евентуално неприфаќање на годишниот извештај на советот во собранието. Ретерирање има и од тврдата предизборна заложба на најголемата владеачка партија за генерален реизбор во судството. Доколку реформата оди во насока да биде повеќе еволуција отколку револуција, дали може да очекуваме брзи и сериозни промени во правосудниот систем без длабоки резови? Јас не мислам дека нема да доведе правилната имплементација на стратегијата до промени. И да, нема да ги почувствуваме во рок од 2, 3, 5 месеци, нешто што е градено, лошо и трупано како проблеми во изминативе 10 години, стварно е неблагодарно и нереално некој да очекува дека ќе се смени во рок од 6 месеци. Но, со оглед на фактот дека стратегијата има еден концепт кој е одобрен од сите експерти, сега го соопштивме и кај експертите во Европската комисија, тој предвидува во првите 6-9 месеци, согласно планот 369, до максимум една година да се донесат сите закони и да се сменат законските решенија. А после тоа следните 4 години, пошто е 5 годишна, да се имплементираат. И тогаш вистински ќе можеме да кажеме дали е успешно имплементацијата на стратегијата или не. Како што вели Павловска Данева, стратегијата се уште е жив документ. Од една страна тоа значи дека има простор да се играат сите опции. Но, од друга, дека и по неколку месеци од смената на власта не постои чиста визија за решение на клучните проблеми во правосудството. Контактите на релација Брисел-Скопје ќе продолжат. Состојбите во судството и бавното расчистување на случаите со прислушувањето и на настаните во собранието од 27 април се дел од темите во интервјуто со шефот за Балканот во американскиот Стейт Департмент Хојти. Тој одговара и на прашања за состојбата на заробена држава и за улогата на опозицијата. Со Хојти, кој е исклучително директен во одговорите, разговара Владимир Мирчевски. Mr. Yi, thank you for being with us. Thank you so much. Is Macedonia on one hand moving away from state capture and on other, why is Reinhard Priebe in its new report warning that mistakes from the past must not repeat and one state capture be replaced with other? Well, first, thank you very much for having me on the program. And let me begin by saying that the United States and Macedonia are strategic partners, and we have been working very closely together for the past 25 years towards our shared goal of seeing Macedonia fully integrated in European and Euro-Atlantic institutions with a prosperous and stable and secure future. And we're very glad that those efforts continue. And with regard to your question, I think we should acknowledge that a lot has happened in the last year since the report that you referred to was issued. There have been elections, of course, in December. There's been formation of new government
That new government has made very clear its commitment to reform, has issued even an elaborate plan on its priorities for reforms, and is working very closely with the United States and the European Union, other international partners, to achieve those reforms. Our intention is to continue working very closely with this new government, help them make the changes, provide assistance in whatever we can to help the government move forward closer towards its goals. We believe that's what the citizens of Macedonia want, to see some progress, see the reforms necessary to bring a more prosperous and stable future. There are dilemmas concerning the course of judicial reforms. Prive is against general re-election. Can there be substantial changes even without general re-election of judges? Well, I think that is a question that really is best answered by the experts on the ground and between the government and the European Union, which of course will be working very closely with government authorities on the kinds of standards, judicial standards, rule of law standards necessary for Macedonia to meet the European Union acquis for accession, which of course is a goal that we all share for Macedonia. But I will say that we believe it's very important for Macedonia to make those reforms to the judiciary that will allow the judiciary to be independent, to be free from political pressure, to be able to provide efficient and timely decisions that will establish a strong rule of law, that will reassure the citizens that rule of law is being respected, and that also businesses, so that businesses, whether they're foreign or they're domestic, will know that there's a business environment in which their businesses can come and succeed. So it's important not only for the citizens of Macedonia, for the country's future in acceding to the EU and also to NATO, but it's also important to those investors that will help the country reach the kind of economic standards, creation of jobs that are necessary to help encourage young people to stay in Macedonia and continue to contribute to its brighter future. 5 months after April 27th, and there is no progress in enlightening the violent events. 2.5 years have passed since wiretap scandal was made public, and there is no verdict for any of the cases that came out from this illegal interception of communication. How can someone expect for Macedonia to go forward without judicial ending of these cases, which is hardly possible without proper reform? We believe it's very important for the country to establish accountability for the unauthorized wiretaps and for the alleged government abuses associated with those wiretaps. The establishment of accountability will be a critical step, we believe, towards Macedonia convincing the European Union, NATO, allies, and its other international partners that it's ready to join, to integrate with institutions, whether EU or NATO or other institutions. It's also an important step in reassuring the people of Macedonia that the rule of law is being established, it's been respected and strengthened. So we call on all actors, political parties, political leaders, government leaders, members of parliament, to do all they can to ensure that justice is done, the rule of law is observed, that the special prosecutor is given the support necessary to do its job, and that there is not political pressure, there's not political influence over the prosecutors, over the judges, those involved in establishing accountability. I agree it's important that this be done in a timely manner, that it not drag on for a long time. But I think it's also important to recognize that the government is still relatively new, that there has not been adequate cooperation in the past with the prosecution, and we hope very much that cooperation from all parties will be improved going forward. What about VMRO DPMNE's role as opposition? The party has announced its intention to change the attitude towards Albanians and international community. Well, we believe that any healthy democracy needs not only a strong government, but a strong opposition. And by that I mean an opposition that's going to play a constructive role, both in Parliament and outside, in not only
blocking proposals that it does not agree with, but in proposing alternatives if it doesn't like what the government or other parties are proposing. This is a country, Macedonia, that is trying to advance its democratic transition and to advance its prospects for accession into the European Union and into NATO. That means that the country cannot afford the luxury of permanent delays, of obstruction by political parties who disagree with the government. Of course, it is their democratic right to use all tools at their disposal, legal tools, that is, according to parliamentary rules. However, again, the obligation of a responsible, constructive opposition is that it not only block proposals, but it proposes alternatives. So we look forward to VMRO, to all parties in Parliament, to play a constructive role, to seek compromises when there are disagreements. We'll be watching very closely. I think the European Union will as well. And for those parties or individuals who are clearly obstructing for the sake of obstructing or for personal or other intentions, we will hold them accountable. Ова беше само дел од интервјуто со Хојтиј. По паузата ќе ги слушнете неговите одговори на прашањата за тоа кога Македонија би можела да стане членка на НАТО, за изјавите на Груевски дека Заев е донесен на власт за да го смени името на државата, за руското влијание во Македонија и во регионот. It's important that Macedonia, working with us, working with the European Union and its partners in the region, continue to resist malign influence from whatever source it might be, that they continue to try to strengthen the independent media. It's important to have a strong, free, independent, professional media to resist misinformation from Russia or from other sources. Продолжуваме со 360 степени и со интервјуто со високиот американски дипломат Хојтиј. Следува делот во кој ги зборува за НАТО интеграцијата на Македонија, за прашањето за името и за улогата на Русија во земјава и во другите балкански држави. Can Macedonia become 30th NATO member country, and in what time period is this possible to happen? Well, one very important development, I think, that this new government has achieved is the strengthening of relations with neighbors, beginning with Bulgaria. And the Bulgaria-Macedonia friendship agreement, I think, was very significant in demonstrating the will of the new government to strengthen ties, to overcome past difficulties with neighbors, and to form new bridges of cooperation and of friendship with its neighbors in a way to strengthen stability of the region. We hope that will continue with other countries, including Greece, of course. We're very pleased to see that Macedonia and Greece have had some early contacts between the new government and the government of Greece. We encourage these contacts. We think it's important to have discussions between diplomats, between officials, about how to resolve past differences, how to move forward so that both governments can achieve what they're trying to achieve. One of the important goals they share, I think, is a closer relationship between the two countries and a more stable, prosperous region. So we look forward to increased engagement, continued work by both countries in finding a solution to the name issue under the mediation and assistance of UN Special Representative Matthew Nimitz. And we are optimistic that if both sides continue to operate with goodwill, looking for solutions, that it will be possible for Macedonia and Greece to find a solution to the name issue and for Macedonia to move forward with its goal of joining NATO. Nikola Gruevski, in his public appearances, said that Zoran Zaev was put in power just to change the name of the country as Greece fashions it. Well, I believe that Prime Minister Zaev became Prime Minister as a consequence of elections
that took place in December that the international community deemed to be credible, to be legitimate, that he came to power after a lengthy process of negotiation among the parties in parliament that achieved a majority and therefore a coalition. I think that Prime Minister Zaev has made very clear that one of his goals is to bring the country closer to the European Union and to NATO. That, of course, will require good relations with its neighbors, including with Greece, and overcoming the name issue, as we just discussed. I don't believe that there is some kind of international interference or conspiracy that is behind all of this. I think it's the people of Macedonia, the citizens of Macedonia, who have, through the ballot, through the election in December, and the members of parliament now who form the coalition that are supporting Prime Minister Zaev and his reform agenda, that are aiming the country towards improved relations within the region, with neighbors, including with Greece, and finding a solution to the name issue that allow Macedonia to join NATO. How real is Russian presence in Macedonia and in the region? This was one of main points of Vice President Pence's speech in Podgorica. Well, as Vice President Pence and President Trump and Secretary Tillerson have made clear, the United States will work with Russia whenever we have common ground, whenever we have common interests, for example, in the fight against terrorism. However, when our interests are not coinciding, when Russia is working against what we are trying to do, we will defend our interests and those of our allies and our partners. In the Balkans, we have seen, unfortunately, over the past year, Russian activities, malign influence, the worst case being in Montenegro, where Russia attempted to interfere with the elections, and probably much worse. We see Russia trying to discourage the accession of countries in the Western Balkans to NATO, also to the European Union. We believe it's very important, as a matter of principle, that countries in the Western Balkans or anywhere have the right to choose their own security alliances, have the right to choose their futures. And no country should have a veto. And that's the principle that we are defending in helping Macedonia, helping Montenegro, Bosnia-Herzegovina, other countries that wish to integrate even more closely with European and Euro-Atlantic institutions. It's important that Macedonia, working with us, working with the European Union and its partners in the region, continue to resist malign influence from whatever source it might be, that they continue to try to strengthen the independent media. It's important to have a strong, free, independent, professional media to resist misinformation from Russia or from other sources. It's very important also that Macedonia and other countries in the region attempt to increase their energy diversification, so they're not dependent on a single source of gas or other energy from any one country, whether that's Russia or any other country. We think it's also a matter of interest for the United States and countries in Europe, for all of those countries which are trying to join NATO and the European Union to be less dependent on Russia for equipment, military equipment or weapons, or spare parts, so that they are not vulnerable to pressure from Russia through that avenue. This is not to say that we're opposed to Russia having a role in Europe. Of course, Russia will always have a role in Europe. Russia has interests, legitimate interests in Europe. However, what is dangerous in our view is an overdependence on Russia, either for energy or military equipment, and also a vulnerability, whether it's in Macedonia or other countries in the Western Balkans, to malign influence, whether that's misinformation, cyber attacks, hybrid warfare. We need together, the United States, European Union, countries which are trying to join NATO and the EU, we need to continue working together to build resilience against these threats.
and to, as soon as possible, welcome Macedonia and other Western Balkan countries that wish to welcome them into the European Union and NATO, where they'll be stronger and more stable and more prosperous. Mr. Yi, thank you for this interview for today's edition of 360 Degrees. Thank you very much, and I hope to see you next time I'm in Skopje. Го видовте интервјуто што Хојти го даде за 360 степени. Во продолжение, наша тема е управувањето со отпадот. Во последните месеци вниманието на јавноста беше свртено кон Струга и Тетово, но проверката на терен во другите региони открива дека всушност цела Македонија е една голема депонија. Ѓубрето се одлага на диви депонии, додека спроведувањето на националната стратегија за управување со отпад, која предвидува изградба на регионални депонии, сериозно доцни. Каде е проблемот и дали властите тактизираат зашто воведувањето современ систем ќе значи и повисоки сметки за домакинствата? Зоран Јомановски. Македонија одамна го решила депонирањето на отпадот, но само на хартија. Илјадници долови, пољани и речни корита се претворени во депонии. Буквално на ниво на цела држава ние воопшто не знаеме да раководиме со отпад и не сме свесни што предизвикуваме на околината, кои последици ќе ги имаме во иднина. Со големи загадувачи страдаат и децата уште неродени, уште во утроба на мајка. Во повеќето општини се уште не е ниту започнато, а во некои општини се на самиот почеток од реализирањето на националната стратегија за отпад. Ние доцнеме многу, значи нашите депонии, некои од депониите кои што се уште се користат се од 1955 година. Граѓаните побара ова да се стави како приоритет кај новите градоначалници, но и кај централната власт. Дали конечно ќе направиме пробив или и натаму ќе мириса на нефункционален систем за управување со отпад? Во селата низ Македонија, отпадот си го фрлаат по локалните ѓубришта. Жителите на Рачиново најверојатно имаат среќа што нивното село е општински центар, па за разлика од повеќето селски средини, имаат организирано собирање на отпадот. Но надлежните ѓубрето го истовараат на диви депонии покрај пат или во долови. Ова е ресторанот на Аслан Беќири од Рачиново. Со бизнисот започнал пред 2 години, но гостите што доаѓаат се сардисани со ѓубре од 3 страни. Во близина се истовара градежен шут. Малку погоре е селската депонија. Има уште една, поголема, на патот кон Липково. Барлоку gjindet një 200-300 metra mas shumë tipi restorantit edhe pi kafanës. Probleme kena të shumta, era është e pakëndshme, timi çka do të i kallin, vjen i kallin gjubrat, edhe timi depërton restorante në fshate gjitha anët. Ajo problemi më i madh, se era është shumë e madhe, po është edhe rrezikshme. Edhe njerëzit sa vinë shkojnë, nuk rrinë aq shumë për shkak se tutën pismunjave të ndryshme, prate. Поголемо населено место, поголема депонија, поголеми проблеми. Струга. Еден од нашите непознати туристички центри годинава забележа ретко успешна сезона. Но успехот на угостителите беше зацрнет со чадот од запалената депонија. Се најдовме во ситуација да им објаснуваме дека имаме депонија која по несреќни околности се запали и се тие мора да го поднесат овај чад. Ѓубрето престана да гори откако беше прекриено со слојот земја. Според активистите од граѓанската иницијатива Доста, тоа не го реши проблемот. Санирано, ево гледате колку е санирано. Едно 3 метри во висина овде нагоре депонијата откако се санира. Интересите најверојатно се претпоставуваме политички, затоа што обично пред некои избори ни се случува ваква работа. Идаме до катастрофална појава на тој смртоносен чад во градов, а сега имат и што да се запали.
Болката на Стружани беше тоа, да се дислоцираат, да не постои, да нема што да се запали, а видите сега што се случи. После тоа санирање пред неколку месеци, имаме ново џубриште. Македонија има донесено национална стратегија за управување со отпад во 2008 година, чија реализација треба да заврши до 2020. Досега е изготвена планска документација за справување со овој проблем само за дел од регионите во земјава. Но за жал, состојбата на терен е иста со децении. Ваква слика, каква што затековме на Струшката депонија, видовме во многу предели низ земјава. Еве за што се работи. Македонија е поделена на 8 плански региони: Вардарски, Скопски, Североисточен, Источен, Југоисточен, Пелагониски, Југозападен и Полошки. Според националната стратегија, за секој од регионите треба да се изработи техничка документација за управување со отпад. Би требало да се затворат постоечките диви депонии и да се изградат претоварни станици. И клучно, треба да се изградат регионални стандардизирани депонии во кои отпадот ќе се преработува. Во Министерството за животна средина и просторно планирање признаваат дека од ова досега ништо не е направено, освен на хартија. За жал, ние сме сега на почетна фаза. Ги подготвуваме планските документи, подготвуваме техничка документација и за почеток, додека се формираат тие стандардни комунални санитарни депонии, ќе бидат потребни навистина средства кои што во моментов не се собираат од страна на граѓаните. А овој систем е предвиден да има самоодржливост. Најнапредни во овој процес се североисточниот и источниот регион. Тие ја привршуваат првата фаза. Двата региона ќе имаат заедничка стандардизирана депонија, но дотогаш имаат многу работа. Целиот процес од обезбедување соодветни контейнери за ѓубре и за екнување на комуналните предпријатија до отворање компанија за рециклирање за овие два региона чини околу 40 милиони евра. Поголем дел од средствата треба да дојдат од европските ИПА фондови. Please make no mistake, a small step has been taken until today. A lot of work is ahead of you, mainly to the local stakeholders, the mayors, the PUCs and so on, with the support of the ministry, in order for the system to be in place. This is a prerequisite imposed by the EU to give the funds. Without this, it's impossible to get any funds. The EU needs to know that the local stakeholders are able to manage the system before giving the funds available to develop the system. Но, иако најнапредни на хартија, на терен се исти како другите. Оваа планина од ѓубре е Кумановската депонија во североисточниот плански регион. Незината масивност покажува колку работа им предстои на надлежните. Селото Пчиња е најблиското населено место до депонијата. Жителите со децении бараат нејзино затворање. Депонија веќе може би да има над 40 години. И смета и за Пчиња, Студена бара, околните села, да кажеме Скопските којнариња, Вакав, тоа е катастрофа. Смрдеа, зимљава, Бог да чува. Јас сум тука родена од 1955 година. Депонијата уште од тогаш стои. И тоа е подземно. Тоа е се загадено. Кад се запали има некој јак мирис. Ама не може ми ништо село да учинемо само. Во североисточниот регион е и Крива Паланка. Мал град со голема депонија. Ѓубрето се истовара на влезот во градот, а купиштата се зацкриени во овој дол. Гледката создава чувство дека во секој момент отпадот ќе се струполи во коритото на Криварека и ќе ја уништи оваа ретка природна убавина. Скопскиот, Вардарскиот, Пелагонискиот и Југозападниот регион пак се на почеток од целата постапка. Во Југозападниот се појавува и поинаков проблем. Решението регионалната депонија да се гради во општина Дебарца, во атарот на селото Годивје, не е прифатливо за локалното население. Годивје е едно од 33 села во оваа рурална општина. Местото речиси и да нема постојани жители. И иако заживува само во летните месеци, годивјани не го даваат полето, зашто отворањето депонија за нив значи уништување на околината.
Во фабрики за рециклажа не веруваат. За ова сакаат да се изјаснат на референдум. Со ништо досега, никој во нашава држава не покажал дека може да постои таква депонија. И ако веќе се зафатат за нешто, треба да се зафатат за решавање на постоечките депонии. Нека изградат на нивната територија такво нешто, нека покажат дека од ѓубриштето и од средината што го загрозува тој предел и тие граѓани, нека покажат дека може да се направи такво нешто, сите ќе ги викнат сами да направат депонија таква на нивниот терен. Меѓутоа, праксата со години и наназад и децении наназад покажала друго. Во Полошкиот и во југоисточниот регион пак, пред неколку години имаше обид за формирање современ систем за управување со отпад преку јавно-приватно партнерство, но безуспешно. Кога ги немате подготвено соодветните технички документи, кога немате измерено количината на отпад што ја генерирате, не го знаете квалитетот на отпадот што го создавате, не можете ниту да го продадете. Додека да се најде купувач за полошкото ѓубре, еколошките проблеми го направија Тетово познато и во светот. Беше прогласуван за најзагаден град. Меѓу најголемите виновници, дивата депонија која и ова лето чадеше и го засмрдуваше градот. По пожарот и граѓанските протести, надлежните го исчистија ова место кое е во самиот град. Сега, на некој километар од тука, изградена е претоварна станица, од која отпадот се носи во скопската депонија Дрисла. Единствената стандардизирана депонија во земјава. Специјалистот по хигиена и здравствена екологија, доктор Џавид Фејзули, вели дека депониите веќе неповратно ја оштетиле животната средина и здравјето на луѓето. Со тек на време ќе се почувствува тие загадувања, тие последици по здравјето, затоа што има нешто што чмае во организмот. Организмот ќе се појават, имате доста запушување на крајните дишни патишта. Тоа се таложат тие материи во крајниве наши алвеоли. Се боред нашиот имунолошки систем, меѓутоа ако го претрпате со загадувачи, многу тешко ќе биде он да се справи со сето тоа. Одредени нокси, токсини, може да отидат преку крвта и до неродените деца. И ние немаме само канцерогена опасност, него имаме и тератогена опасност за неродените наши поколенија. Ако Македонија има стратешки документи за управување со отпад и европски фондови за нивна реализација, тогаш зошто целата земја е една голема депонија? Повеќе се факторите кои што влијаат за оваа ситуација. Од една страна е дефинитивно ниската политичка свест и волја на сите политички структури до сега да го решат овој проблем. Од друга страна ниската свест кај граѓаните, бидејќи да бидеме реални, политичарите ќе го прават тоа што граѓаните од нив го бараат. Граѓаните сега почнуваат последниве години да бараат нив чист воздух, да бараат чиста вода и така натака. Управувањето со комуналниот отпад е обврска на општините. Сека општина тоа треба да се го реши и постојат механизми како пропишани законски правила на кои што може тоа да го реши. Како го реши Словенија? За 112 милиони евра изгради современ систем за управување со отпад. Собраниот отпад од целата држава завршува во оваа современа фабрика каде се селектира и преработува. Дел од него се користи како ѓубриво, а дел како погонско гориво. За Македонија да добие современ самоодржлив систем, надлежните пресметале дека сметките за комуналии би требало да се зголемат за околу 6 евра по домаќинство. Не сме во можност зашто по еден човек у куќа двајца и тоа немотни. До 90% може да платат. Ниски са плати на самите граѓани на село Пчења. Потребно е да се работи на подигање на свеста, значи со најразлични кампањи така натака граѓаните да станат свесни кои се вистинските трошоци доколку не се реши овој проблем. Искрено би посакал да можат лесно да се потсетат на оние моменти кои ги преживеавме ние во текот на спалувањето на депонијава, како беше да се живее во градов и дали вреди тоа или не вреди 6 евра месечно. Ако сакате некој да ви го чисти ѓубрето, и ќе платите.
Јавно-приватно партнерство или соработка меѓу локалните власти и приватни инвеститори е една од можностите за решавање на проблемот со депонирањето и обработката на отпадот во земјава. Во Европа од неодамна и во Македонија се активни посреднички организации кои нудат трансфер на ноу-хау, контакти со инвеститори што имаат експертизи во областа и пристап до европски фондови за оваа намена. It's very important to have an interaction with a neutral partner like CREAM is to have an early discussion on how to structure the deal, on how to really work with the private sector, and to also get ideas from the outside, from international experiences, how this has been done in other similar situations, because municipalities are all facing these issues, what to do with the waste. So there is a lot of information available, and the best thing is for every municipality to learn from the experiences other municipalities had and to involve a neutral facilitator already at a very early stage, so that the project can take the right and attractive step forward, so that the investor gets attracted to invest. Ова не е се за вечерва, по паузата е редовната саботажа. Се враќаме наскоро. Во 360 степени ја најавувам саботажата, чиј автор е нашиот Сречко Поповски. Среќа што кампањата нема да трае многу долго, инаку како што почнале да интимизираат, кој знае до каде би стасале со распослувањето на сентиментите и обелоденувањето на младешките потфати и летните авантури. Ја поминав младост овде во Дојра, по плажите во Ачико, на Мардаја, на градската плажа, овде прв пат девојка пати. Ако на плажа традиционално паѓаат девојки, пазарите се простор за лов на гласачи. И во двата случаи потребна е само доверба и брзина. Во вториот особено бидејќи има можност за ценкање, па продавачите гледајќи се очи во очи, пред купувачите се обидуваат да си ја качат вредноста на продуктот што го имаат во понудата. Народот е убеден у тоа дека ја победувам, вие боле од мене знаете, очите ви зборат. Значи не зборам ја. Гледам ги на Велјо очите, погледни си ги твоите, ќе видиш дека Велјо победува. Знаете што? Така што на 15 ќе сватите најубаво. Некому ниту има потреба да му се погледне во очи за да се утврди дека однапред е подготвен за пораз, по учеството во трката му е само ревијално. Оти како инаку да се свати кандидатот кој на соочувањето со својот опонент признава дека тој во никој случај не би бил решение за проблемите. Сакала да поставам прашање до господинот Гоце Чушков, колку тој би бил градоначалник на општина Велес, уште колку време би требале да чекаме ние граѓаните на село Горно Оризари да добиеме вода за пиење. Знаете кога ќе имате вода? Вода која ќе имате? Кога ќе стане Аце Коце се градоначалник. Водата има потоци Амазоној кој сака да го освои срцето на Скопје, тој изгледа е премногу плиток, па по втор пат за само неколку дена загазува во него оти нема жител на центар. Освен веројатно тој, што не знае дека таа погодност што ја нуди како адут, веќе со години е алиментирана од општината која наумил да ја предводи. Сакаме да направиме 5 нови монтажни гаражи, а еден новитет кој што ќе биде е бесплатното паркирање на центарци во својата општина. Проблем со паркинг плацот има и фаворитот за Рачиново. Ево прашање возило туку сосем известно. Во реченичниот простор, таа безуспешно се обидува на адекватен начин да ги паркира потребните зборови. Сото зиртар, ja sam pregadat. Hadi والله صوتو زرتار تيش مشيغال مس سيبونا نيشن هذا مشيغال. ايش كاكم؟ Sot u pozërtare, kandidatura për mua
Apo? A vazhdoj? A pas me preje. Edhe një herë. Sot u zyrtarizua kandidatura e ima nga zotri kryeministri Zoran Zaevi. Apo? И на крајот, за сите оние на кои не име местото на подиумот. Со нас е господинот Зоран Тасев, градоначалник на општина Свети Николе. Да го поздравиме, ве мола. Нема политика, нема ништо. Има само дружба. Политиката заслепува. Тогаш, кога насила, сите светла се вперени во неа. И пред одјавата веста дека тимот на 360 степени освои уште една новинарска награда. На конкурсот за најдобро изработена сторија од сферата на општествено-социјалниот живот, Советот за етика во медиумите му ја додели втората награда на Никола Здравковиќ за сторијата "Семејна трагедија ја остави без леп Гордана Славковиќ", во која се откриваат аномалии во Законот за пензиско и инвалидско осигурување со кои една категорија граѓани е оставена во сива зона, без екзистенција. Зоран Јовановски, кој е исто така дел од тимот на 360 степени, доби пофалница за сторијата "Да прогледаат оние што треба да видат", која ја опишува голготата на децата со оштетен вид во обидот да се описменат. Во конкуренција беа 155 новинарски трудови. Завршува уште едно издание на 360 степени. Следната емисија е в петок од 22:30. Добра ноќ.